Почитувани сограѓани, драги гости, почитувани членови на семејството Јаневски, представници на Министерството за одбрана, представници од специјалната единица Волци, почитувана градоначалничке, представници на резервните офицери, представници на организации и здруженија на општината, почитувана директорке, вработени и ученици при Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар. Добар ден и добро ни дојдовте на одбележувањето на патрониот празник на нашето училиште. На самиот почеток го најавувам интонирањето на државната химна. Почитувани присутни, во чест на сите наши бранители, припадници на безбедносните сили кои пролеаја крв за ова парче македонска земја, ве повикувам со едноминутно молчење да им оддадеме почит.
Слава им! Сега ги повикувам делегациите. Фамилија Јаневски, представници на Министерството за одбрана, представници на специјалната единица Волци, градоначалник на општината, совет на општината, Средното општинско училиште, представници од резервните офицери, Основното училиште Ј.П. Камена река и другите присутни делегации да положат свежо цвеќе пред спомен бистата на Миле Јаневски Џингар.
Вика жуто, сега не съм попяла. Така па не подносим. Не, да сака мини, защото спрема. Tako najprej, tako tjerke. И мене ми влезе. А ти как беше дебел? Вот речеме дебела скипа. Много се О, се лутеше. Какво викаше? Той не ми вика да ми яда, па мене какво ми се яда. Во продолжение ќе слушнеме кратка биографија за животот и делото на Миле Јаневски Джингар. Биографија за Миле Јаневски. Миле Јаневски Джингар е роден на 24 јули 1971 година во селото Костендел, општина Македонска Каменица, како второ дете во скромното семејство Јаневски, од татко Бранко и мајка Душанка. Има постара сестра, Цвета, и помал брат, Орце. Основно образование завршил во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица, 1986 година. А со средното образование се здобива најпрвен во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, Македонска Каменица, а потоа образованието го продолжува во Штип, каде завршува средно електротехничко училиште. Уште кога бил дете, покажувал интерес за својата татковина, сакал да помага и секогаш велел: кога ќе пораснам, сакам да бидам војник со пиштол во рака и да се борам против лошите луѓе. Јаневски секогаш ќе следел својата желба да стане добар војник и да ја брани татковината. Како основец и гимназијалец бил солиден ученик. Исто така собирал колекции од списанија за оружје и автомобили. По завршувањето на средното училиште во 1991 година заменел на одслужување на воен рок во Штип, а потоа во Вуковар, во редовите на тогашната ЈНА, во периодот кога на територијата на тогашна Југославија се водела војна. За време на војната служба, војниците од Република Македонија останале да учествуваат во војната, иако Република Македонија не ја засегала тоа. По враќањето дома во 1992 година кратко време работел во рудникот за олово и цинк Саса во флотација. На 7 мај 1995 година стапува во брак со Оливера Митревска, а следната година на 21 септември го добиле нивниот син Бојан. По формирањето на новата армија на Независна Република Македонија, АРМ, и формирањето на професионалната единица Волци, Јаневски бил меѓу првите кои стапеле во низините редови. Во редовите на специјалната единица Волци стапел на 1 октомври 1995 година, а со чин водник на баталјонот за специјални намени Волци се здобил во 2000 година. Дома со својата сопруга и својот син бил само за време на викендите. Тоа било премалку за да се нарадува на своето семејство. Во 2001 година започнала војната во Македонија. Се воделе страшни битки меѓу албанските терористи и нашите специјални единици. Имало голем број на жртви. Неколку негови сограѓани отстапиле од редовите на специјалната единица, но тој, како голем патриот, продолжил да се бори за Македонија, за слободата на народот, за својата татковина. На 28 април 2001 година, брзајќи да ја заврши својата должност и да добие неколку дена повеќе за да биде со своето семејство за празникот 1 мај, тој заменил на извршување на своите редовни воени задачи, заедно со неколку колеги во патролот кон селото Вејце. Со настанот на најголемиот вандализам на албанските терористи се преки на животот на водникот Јаневски и на уште 7 негови колеги, на кукавички и подмолен начин. Во негова чест, средното општинско училиште Миле Јаневски Джингар во неговиот роден град, Македонска Каменица, го носи неговото име. Следува обраќање на директорката на нашето училиште. Ја повикувам директорката на училиштето Елизабета Георгиева да им се обрати на присутните.
почитувани гости, наши соработници и постојани поддржувачи. Почитувано семејство на нашиот херој Миле Јаневски Џингар, градоначалник на општина Македонска Каменица, представници од Совет на општина Македонска Каменица, представници на Министерство за одбрана, припадници на специјална единица Волци, почитувани колеги и ученици и други присутни. Чест и задоволство ми е да ви се обратам и да ве поздравам на овој посебен, но и тажен ден. Ден кога даваме признание, го чествуваме ликот и делото на нашиот херој Миле Јаневски Џингар, чие име со гордост го носи нашето училиште. На денешен ден, пред точно 12 години, Миле Јаневски Џингар си го пронајде заслуженото место на пиедесталот на храбрите, на истрајните, непоколебливите, неустрашливите. Таму и ден денес останува да сведочи за пожртвуваноста, верноста, несебичноста и безрезервната љубов кон родната грудка, кон татковината, кон слободата. Миле Јаневски Џингар и остана доследен и верен на девизата дека татковината не треба само да се стекне, туку и да се чува, брани исто како и сопствениот живот. Водени од истата желба, Миле Јаневски Џингар заедно со своите колеги Роберт Петковски од Скопје, Бојан Трајковски од Куманово, Игор Костевски од Скопје, припадници на Македонската армија, Маријан Божиновски, Илче Стојановски, Кире Костадиновски и Бошко Најдовски, припадници на Македонската полиција, без никаква дилема се впуштија во остварувањето на стремежот за едно подобро утре на нашиот народ, на нашите поколенија, на нашите деца. Токму затоа, овој град и воопшто целата македонска јавност со голема почет кон минатото се гордеат што денес достојно чествуваме слава на херојските животи. Нека остане вечен споменот на Миле Јаневски Џингар во нашите горди сеќавања. Да го почитуваме неговото дело и да действуваме онака како што беа и неговите идеали. Нашето училиште, кое што со гордост го носи името на нашиот херој, се труди и ќе се труди секогаш преку активностите на учениците, нивните постигања, награди, признанија, да биде достоен репрезент на ликот и делото на Миле Јаневски Џингар. Секогаш сме спремни да се фатиме во костец со предизвиците кои што ги носат секојдневните промени и да им дадеме конструктивна и позитивна смисла. Во чекор со образовните реформи, од следната учебна година во нашето училиште се воведува дуално образование. Се надевам дека имплементацијата на овој образовен проект во нашето училиште ќе биде успешна и во иднина ќе продуцираме стручен и квалификуван кадар и од областа на машинската струка. Нашата мисла со која одиме е љубовта. Нашето средство со кое осознаваме е учењето, а нашата цел кон која што се стремиме е успехот. Ова е основната мисла водилка на наставниците и учениците од нашето училиште која води кон подобра иднина. На сите наставници, стручни соработници и поддржувачи, вработени, сегашни и поранишни ученици, им го честитам патрон празникот на училиштето со желби за добро здравје и многу поголеми успеси во иднина. Вечна му слава на нашиот херој. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство. Ја повикувам градоначалничката на општина Македонска Каменица да им се обрати на присутните. Драга и почитувана фамилија Јаневски, почитувани представници на Министерството за одбрана, припадници на Батальонот за специјални сили Волци, представници на локалната самоуправа, просветни работници и представници од заедницата, почитувани сограѓани. Одбележувањето на патрониот празник на нашето училиште е посебен ден за сите нас. Ден полн со емоции, ден кога градот го слави името на Миле Јаневски Џингар, херојот кој својот живот го положи за одбрана на татковината и кој постхумно е одликуван со медал за храброст. Денес стоиме исправени пред споменикот на Миле Јаневски Џингар, обврзани да го продолжиме патот на создавање на сигурна и безбедна иднина на младите генерации. Обврзани да го издигнеме образовниот процес на повисоко ниво како нашен врвен приоритет во работењето. Нашиот пат е посветен на младите луѓе, отворење перспективи, нови визии, восприемање на европските вредности и подготовка за пазарот на трудот.
Во изминатиот период, покрај осовременување на условите за работа во училиштето, работиме на создавање на нови профили на стручно образование во училиштето, со силна заложба да го одржиме приматот на една од најдобрите гимназии во регионот. Годинава кога се навршуваат 20 години од загинувањето на Миле Јаневски Џингар, патрониот празник на училиштето го одбележуваме во специфични услови создадени од појавата на пандемијата од COVID-19. Но преку реализираниот литературен и ликовен конкурс од детство до вечноста, младите од Македонска каменица твореа за ликот и делото на Миле Јаневски Џингар. Токму нивните дела оставаат траен белег со завет кон идните генерации за спомен кон херојството на Миле Јаневски Џингар и сите македонски синови кои ги положија животите за Македонија. Денес од овде упатувам силна порака токму до нив. Бидете генерации кои градат посветла иднина, водени од ликот и делото на Миле Јаневски Џингар. Продолжете да го чувате и градите мирот во татковината. И додека се обраќам, не може да не стои грудка во грлото и да не се слеваат солзи во грлото. Со почит, со тага, кон нашиот Миле Јаневски Џингар. Нека му е вечна слава. Секоја генерација има своја борба, секое време има свој херои. Хероите никогаш не умираат. Денес нашиот град има свој херој, Миле Јаневски Џингар, вечна слава и почит. Со една ваква огромна причина и во знак на почит, нашето училиште приготви плакети. Ја повикувам директорката на училиштето да пристапи кон подиумот и да ги врачи плакетите. Ја повикувам мајката на нашиот херој, Душка Јаневска. Го повикувам Бојан Јаневски, син на Миле Јаневски Џингар. Го повикувам представникот на специјалната единица Волци. Во знак на благодарност за соработка и особен придонес за развојот на нашето училиште, ќе бидат доделени плакети за градоначалничката на општина Македонска Каменица, представник на рудник Саса, представник на Доел Анабела, со оглед на тоа што нема никој, плакетата ќе ја врачиме подоцна. Плакета се доделува и на представник на модната конфекција Текстил М. Плакета се доделува и на ЈП Камена река. Од осамостојувањето на нашето училиште и еменувањето во Средно општинско училиште Миле Јаневски Џингар, досега заминаа 20 професори во пензија. Во чест на нивната бескрајна посветеност на благородната учителска професија, врачуваме по една плакета на професорката Нада Начевска, која е прв пензиониран професор, и професорката Лилјана Блажевска.
поради настанатата ситуација, овие професори не беа во можност да дојдат и нивните плакети ќе бидат доделени подоцна. Ликот на нашиот херој, ликот на Миле Јаневски е иницииран од страна на негови другари, колеги, во чии редови се Зденко Доневски, Дејан Спасевски, Миле Ѓоргиевски, Даворчо Стојковски, Димче Велков, Дејан Митревски, Драган Миленковски, Бранко Стојковски и Зоран Николовски. Во знак на благодарност им се доделуваат благодарници. Го повикувам професорот Зденко Доневски да ги прими благодарниците за сите. Програмата продолжува со исполнување на химната на Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар, компонирана од страна на нашиот драг и почитуван професор, кој за жал на еден суров начин не напушти, професорот Слободан Илиевски Цога. Vai, ponte,